Почитувани гледачи, добра вечер. Како и секоја среда во 19:15, вие сте со Трета порта, емисија која ви ги представува најинтересните случувања од светот на интернетот од изминатата недела. Ова издание ќе го посветиме на реакциите на одлуката на јавното обвинителство за кривичната пријава поднесена од опозицијата во случајот Македонска банка, во која опозицијата го обвинува премиерот Груевски дека земал пари во кеш при продажбата на Македонска банка. Како што е познато на јавноста, јавното обвинителство се произнесе, ја отфрли кривичната пријава со повеќе образложенија, меѓу кои се дека делото е застарено и дека аудиоснимката која е презентирана од страна на опозицијата не е набавена во официјална истрага. Сега ќе видиме некои од реакциите на одлуката на обвинителството, а почнуваме со новинарот Ерол Ризаов со неговите редовни колумни, во која една од нив овој пат е посветена на тоа. Ризаов во насловот на колумната вели "Браво Зврлевски". И може да се каже дека целата колумна е напишана во ироничен стил. Еве и поентата. Не се. Најголемата годишна одморска возбуда не ми ја приредија светската фудбалска елита, туку јавниот обвинител Марко Зврлевски и новата софистицирана новинарско-полициска технологија на откривање домашни предавници и непријатели криминалци. Обвинителот Зврлевски ме одушеви со својата храброст остро да пресече да не се замора ни судот, ни тужителот со премиерот Никола Груевски. Сите обвинувања се неосновани, незаконски и застарени. Според тоа нема потреба од некаква судска постапка по тужбата на СДСМ. Затоа ќе се има граѓанска судска постапка по тужбата на премиерот. Па кој прави вакви клевети и го валка угледот на државата ќе се го папа. Душевната болка на премиерот дрипна од 15 на 500.000 евра. Ваков скок во обратна насока има само на македонската берза. Имам само една сериозна замерка до господинот Зврлевски. Не смееше да дозволи толку долго. Ке биде 3 месеци да чека да ја соопшти на јавноста, кога и тој, и сите суди и обвинители, и сите граѓани ја знаат дека се е чисто како детска солза во случајот со продажбата на Македонска банка. И дека тоа што го слушнавме како снимен разговор и договарања меѓу едикои си газданини, нема никаква врска со вистината, правото и правдата. Сето е чиста ујдурма и клевета со која не смее да се заморува судот. Ете, тоа е поентата на Ризаов и сега ќе видиме некои од коментарите под неговата колумна. Инаку, вообичаено е во Трета порта коментарите кои ги читаме да се спротивни со она што е напишано во колумната, но овој пат најискрено такви не можевме да најдеме, па затоа ќе прочитаме некои коментари кои може да се каже дека фрлаат и различно светло на целата состојба. Еве, ќе видиме некои. Еве, еден вели вака. Дали сето ова што се случува е само одраз на лошата политичка трансформација па да се злоупотребува еден така прекрасен систем наречен плурализам за лични и партиски интереси? Па плурализмот сигурно не е статусиран да тие што се на власт ги злоупотребуваат државните ресурси, кои со устав мора да бидат во служба на граѓаните, а не обратно. Аудиоснимката не е доволен доказ за државен обвинител. Ако не е, тогаш функцијата државен обвинител треба јасно да се раздефинира, а ако не се може, тогаш да се дошколува на 1 година во Италија или Англија. Вели еден читател. Друг вели вака. За конкретната одлука на Зврлевски сосема одговорно ја потврдува состојбата на правосудството во државата. Имено дека нашето правосудство изобилува со контраверзности во примена одлучување по индивидуално убедување на службено лице, злодело не може да застари ако нанесува штета на пошироката заедница, народот. Прво и основно е дека се утврдува вистината, а потоа во интерес на народот се одлучува какви казнени мерки ќе се применат. Еве, сето ова се различни аспекти на случајот. Еве уште еден кој вели: да подсетам на една суштинска работа која се занемарува и премолчува. Кога Заев испадна пред јавноста со аудиоснимката, од ДПМН се истрчаа со изјавата дека тоа било лага и дека е монтажа на гласот на Груевски.
дека гласот од снимката не е монтажа, доказ е фактот што сега Груевски го тужи Заев за навреда во изборна кампања, а не за фалсификување на документ. Не треба да си многу писмен за да знаеш кој е потешко дело. Груевски на суд ако докажеше дека гласот му е монтиран, тогаш Заев ќе беше казнет по повеќе основи, меѓу другите со парична казна за нанесување душевна болка. Ете, ова е друг аспект на одлуката и еве сличен став. Ако вистинитоста на аудиоснимката не може да се испитува затоа што била нелегално снимена, како судот може да пресуди дали Заев зборува вистина или клевети? Тоа се коментарите под колумната на Ризалф, која е насловена "Браво Зврлевски". Продолжуваме со реакциите на оваа тема. Тука имаме политички од кои се очекува да реагираат. Тоа е од опозицијата. ПВ го портпаролот на СДСМ Петре Шилегов напишал на неговиот фейсбук статус: "Нова туристичка понуда во Македонија. Амнестиран, абдициран, застарен, all inclusive и стајавен е хаштаг Ж, оние кои ги користат социјалните мрежи знаат дека со Ж се означува премиерот Груевски." Еве го и статусот на Софија Куновска, која стана пратеник на СДСМ, но се откажа од функцијата и вели: "Обвинителот за премиерот кривично дело нема, а и да има застарело, а и да не застарело, не го извршил Груевски." Значи, Куновска во еден ироничен стил, сатиричен, ја коментира одлуката на обвинителството. Одиме со Суад Мисини, политички аналитичар, кој има друг аспект и кој го вели следното: "Ова е муабет на Зврлевски. Во прилог кон кривичната пријава доставен е само компакт диск, на кој според пријавата има снимен разговор, од кој се потврдуваат наводите во пријавата. Во самата кривична пријава не е наведено на кој начин е набавен овој компакт диск. Несомнено е дека се работи за снимен телефонски разговор помеѓу две лица, но евидентно е дека за снимање на ваков разговор не постои наредба од надлежен државен орган, донесено согласно законските прописи и постапка според законот." И сега ми си не прашува: "Не знам дали е свесен, но ова директно го ослободува брат Љубе од затвор. ПС, поздрав до бранителите на братот. Секако вторава приказна е малце поширока, ама не мора баш се на тацна да ставам, нели?" Ете го статусот на Мисини. Продолжуваме со колумна на Ацо Кабранов од Либертас и таа е насловена во однос на обвинителството за обвинителот Зврлевски, а Кабранов сето ова го поврзува со еден постар случај кога јавен обвинител беше Прчевски и неговата изјава дадена тогаш која стана позната во јавноста. Па така Кабранов во насловот вели: "Прчевски не бил последниот обвинител будала." Сирот Зврлевски. Да, сирот. И тоа без грам цинизам. Тоа искрено го мислам за него. Го промовираа на балот кај Амди, Друштво одбрано, Грујо, Саше, Орце и такви фацки. И се разбира Амди, за да им пее на увце за крупне паре. Тој потек не беше смешен, видеоснимката се вртеше по порталите, но не било ни за смеење, ниту пак непредвидена, неизрежирана представа. Носењето на гости кај Амди само што го беа избрале било давање на знаење по која патека и како Зврлевски ќе ја обавува оваа исклучително одговорна функција. Ако до тогаш и не беше баш јасна доделената улога обвинител на Зврле, случајот мито за продажба на Македонска банка ја соголе вистината каков обвинител си одбрала власта. Да се разбереме, ништо полош од претходните, едноставно ист, пиун во рацете на владетелот кој да е. Тоа е колумната на Кабранов и тука ќе видиме еден коментар. Кој е интересен и вели: "Извини Кабранов, но и ти си изгледа последната будала што пишуваш против Грујо Зврлевски.
Народот во оваа држава веќе толку отупе што и него да го продадат нема да реагира. Македонија стана мртво море, водена од слепиот водач, од длабока провалија, но кој го гледа тоа? Сите сме ослепени ко Самоиловите војници, но не нема ни секој стоти по едно око, па бездната не ни бега. Тоа е коментарот под колумната на Кабранов. Еве го јавниот обвинител, илустриран во неа, со наслов Прчевски не бил последниот обвинител будала. И овој блок ќе го завршиме со колумна на Мерсел Билјали, професорот, кој вели обвинителот, уставот и овците. Насловот веројатно е прилично јасен. И еве ја поентата на професорот. А штетењето криминал е само по себе криминално дело. Правдата остана слепа и кај Загорац, и кај актор, и кај Милионче, и кај уличното осветлување, и кај становите на Бонева, и кај зградата на ДПМН, и кај многобројните локали и станови, но кај многуте рекетирања, убиства, уривања. И тоа е нашата трагедија. Во држава која елементарно држи до правни и морални норми, се поставува сосема поинаку кога се во прашање носителите на јавни функции. Ако обичен граѓанин крадел, а делото е застарено, тука процесот запира. Но кога се работи за носител на јавна функција, тука државата треба да биде службено да докаже дали има или нема дело. Во нашиот случај, требаше службено да се утврди дали гласот на снимката е на премиерот или не. Делото можно е да е застарено, но што правиме со сомневањата дека власта ја води човек вмешан во корупција и криминал? Тоа е поентата на професорот Билјали и неговата колумна Обвинителот, уставот и овците. Тука завршуваме со овој блок, а сега емисијата ја продолжуваме со она другото што се случуваше во изминатата недела, како една од темите кои најмногу предизвика бура во јавноста беа поскапувањата на струјата и на горивата и сето тоа што повлекува со себе. Ќе видиме тоа, ќе видиме реакции за поставувањето на панорамското тркало и се разбира оние паралели кои се повлекуваат секогаш при изведување на така скапи проекти и поскапувањата, цените и стандардот на граѓаните. Почнуваме со колумна на Звездан Георгиевски, објавена на порталот Окно, која е насловена Панорамско тркало. И Георгиевски пишува: еве еден интересен податок. Владата на Република Македонија деновиве донесе одлука да започне со реконструкција на железничката инфраструктура на делниците Куманово-Делјадровци, Драчево, Велес и Битола, Кременица. Се проценува дека овој потфат ќе чини околу 1,5 милиони евра, главно европски пари, 200.000 се од државниот буџет. Речи се истовремено, Советот на град Скопје го одобри покачувањето на цената на чинењето на панорамското тркало од предвидените 12 на 15,5 милиони евра. Во новинските извештаи се наведува дека градоначалникот Коце Трајановски истакнал дека парите за тркалото нема да одат од градскиот, туку од државниот буџет. Ете, тоа е поента од колумната на Звездан Георгиевски, Панорамско тркало. Одиме со реакции на социјалните мрежи. Еве Facebook статус на новинарката на Вест Елица Ангеловска, кој е краток, но прилично јасен. Поскапе струјата, наздравје, бесплатно возење. Тука Ангеловска очигледно алудира на одлуката пензионерите бесплатно да се возат и во возови на македонски железници и во недела во јавниот превоз. Продолжуваме со другите политички реакции. Еве го Ивор Мицковски, поранешниот активен член на СДСМ, сега често го критикува новото раководство, но оваа колумна има во овој негов Facebook статус има мешавина, па вели: да се вратам на политиката. Него, Ж, нели кажавме, тоа е премиерот Груевски, си направи уставни измени против правната држава по 3000 пат и даде одмор на аферашката опозиција, која не се бави со човечки и социјални теми,
Поскапе се живо и диво, си осуди 6 монструми и си ја кидна за далечен исток. Као нисам ја одавде. Инак овој став на новинарите и на активистите е чест за тоа дека премиерот Груевски секогаш кога нешто се случува во државата оди надвор. Се разбира, тоа е нивно мислење, а сега продолжуваме со она што во трета порта се наметна како една традиција, тоа е прикажувањето на видеа кои изминатата недела ги одбележа социјалните мрежи. Сега е лето, некако политиката е ставена, не е толку активна, малку е во втор план, па така сега ќе прикажеме видео од YouTube каналот на Македонското Министерство за внатрешни работи, во кое е прикажано спасување на планинари кои имаат заглавено на Солунска глава, инаку планинарите се спасувани од специјалните единици на МВР. Да го видиме видеото. Dobro. Ajde poleka. Poleka. Dobro. Gotovo. Да, еве ја видовме на кратко целата операција на спасување на планинарите на Солунска глава, а сега по кратка пауза од политиката, повторно продолжуваме со политиката. Се чини дека за одлуката на пратеничките на опозицијата кои ги прифатија пратеничките мандати, па се предомислија, па повторно, значи таму освен со Роза Топузовска Каревска со двете пратенички од СДСМ не е се уште јасно, но се чини дека околу оваа ситуација нема што не се кажа од страна на политичките аналитичари, но еве колумнистот Дауд Даути сега изнесува еден нов интересен аспект, а тоа неговата поента е тоа што сите 4 пратенички кои не ги послушаа своите партии се од женски род, па Даути излекува интересен заклучок. Дауд Даути пишува: женски квартет за опозицијско себе преиспитување. Роза Топузовска Каревска, Љубица Буралиева, Солза Грчева и Мирсада Асани ќе влезат во историјата на нашиот демократски плурализам, не само поради партиската недисциплина, туку поради едно чудно совпаѓање. Тие како припаднички на понежниот пол одлучија да им пркосат на машките лидери кои наметнаа став дека на последните парламентарни избори спортски кажано се оштетени, па затоа нема што да бараат во парламентот. Изгледа дека нивната одлука е повеќе од политички контекст. Таа задира и во патриархалните односи, каде што се руши митот дека појакиот пол е неприкосновен во водењето политика и оти жената не мора да биде секогаш починета. Но настрана ваквото гледање на работите, непослушноста на овој пратенички женски квартет ја покажува дефектуозноста на одлуките на партиите за неприфаќањето на пратеничките мандати. Политичко-правничко надмудрување меѓу власта и опозицијата, како да се надмине оваа ситуација е една работа, а друга работа се внатрешните тектонски поместувања во самите партии, каде што се нарушува лажниот имидж на монолитност, кој еве во случајот се најдоа токму припаднички на понежниот пол да го рушат. Тоа е колумната на Дауд Даути. Продолжуваме со колумна на Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН.
кој вели народот ја игнорира деструктивноста на Заев. Ѓорчев порачува дека се што прави СДСМ е дека сака да направи дестабилизација и деструктивност и дека тоа им е единствена цел. Желбата на Заев и Шекеринска за продлабочување на политичката криза е толку голема што граничи со обид за дестабилизација на состојбите во државата. Но главниот проблем им е што немаат капацитет за сето тоа. Тие би сакале да има демонстрации, блокирани институции, секој втор ден да доаѓаат странски емисари што би посредувале во внатрешните состојби во државата. Добро би им дошло и да има нестабилност на владата, чести штрајкови, плюс Македонија да биде на секој можен начин на тапет на сите можни начини и кај сите можни инстанции. Се користат сите средства, јавни и подземни канали, инсталации, НВО инсталации и инструменти. Ете, тоа е колумната на Ѓорчев, во која тој вели народот ја игнорира деструктивноста на Заев. И емисијата ќе ја завршиме со последни две содржини кои имаат полесен карактер, граѓански социјални теми. Еве едно испитување на Безобразно МК, во кое се вели дека социјалните мрежи и веб страниците предничат во говорот на омраза кон сексуалните малцинства. Тоа го покажува нивното истражување и еве дел од него. Припадниците на сексуалните малцинства во најголем дел редовно 43,9% и често 46,3% забележуваат говор на омраза насочен кон лицата со поинаква сексуална ориентација. Говорот на омраза кон сексуалните малцинства според припадниците на овие групи најмногу е присутен на интернет и во медиумите, поточно на социјалните мрежи 97,6%, интернет страници 85%, телевизија 78%, весници или списанија 70% и радио 12%. Ова е само дел од наодите и истражувањето што го спроведе агенцијата Рейтинг за потребите на Безобразно и Македонскиот институт за медиуми. Во рамки на истражувањето, кое се спроведе онлайн со примена на методот на снежна топка, беа испитани перцепциите на 70 припадници на сексуалните малцинства во земјата. Ете го истражувањето на Безобразно. И емисијата ќе ја завршиме со еден прилично интересен Facebook статус на Филип Петровски, кој повторно сега некако се врати во ВМРО ДПМН од кога смени неколку партии и неговиот Facebook статус се однесува на студентските демонстрации од 97-та во земјата, во кој се бараше да не се учи, да не се употребува албанскиот јазик во високото образование. Па Петровски пишува: интервју за Дневникот 97 февруари, за време на студентските протести, а по нивниот став дека ние сме фашисти. Времења. Да не биде после некоја деценија, абе што не ги слушнавме децава. Тоа е неговиот став. Па сега Петровски тука не појаснува понатаму на што мисли, но веројатно мисли дека не требало да се прифати тогаш нивното барање да не се употребува албански јазик во високото образование. Со овој Facebook статус ја завршуваме оваа емисија, оваа трета порта, и да ве потсетам дека ова издание е последно во оваа сезона. Сега ќе имаме една мала пауза поради летото, поради летните одмори, инаку евидентно е дека и работата во политиката стевнува, веќе нема толку колумни статуси, целиот процес некако запаѓа во една летна летаргија поради одморите, па затоа вие сега ќе може да видите, да гледате некои репризи од трета порта кои ќе одат во обичаениот термин, а ние се гледаме од септември со нови емисии и нова свежина. До тогаш вие следете програмата на 24 вести, гледајте ги и репризите на трета порта во кои се спомнува нашето мото, кое не треба да го заборавите, а тоа е дека трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја прикажува големата слика, а заклучоци донесете сами. До тогаш следете и програмата на 24 вести.